Ако погледнем извештајот, ќе видиме дека се преполно со петки. И со таква младина не би требало да се грижиме за нашата иднина, меѓутоа ние се грижиме и тоа како се грижиме. Затоа што ова што е на хартијата не е реално. И сега да видиме малку статистиката. Значи, учениците од 4 до 9 деление имаат просек во сите училишта 4,60 и нешто, почнува од 4,40 најслабата школа до најакото 4,83, што е многу добар просек, нереално добар просек. И еве ќе го земам Кирил Течинович како најдобра школа по успех. Значи од 637 ученици од 4 до 9, 555 се одлични, многу добри се 68 и добри 8. Просек 4,83. Во моје време имаше и доволни, имаше и преторувачи. Тоа беше време на овој мрачен социализам, како некој сака да го каже, и од тоа време изгледа најдобрите стручњаци и најдобрите докторите кои денеска ние фаќаме врски за да дојдеме на ред. Овие оцени што ги гледаме представуваат девалвација на професионалниот интегритет на наставникот. Тоа најдобро се забележува кај предметите физичко, ликовно и музичко, каде што процентот е 4,95. Значи, изведете дека се во предвид 3506 ученици и сите имаат петки по овие предмети. Само оние што бегаат на час има помало оцена, па паѓа процентот на 4,95. Со ова ние создаваме една лажна слика на успех, за да ги задоволиме амбициите на родителите, на пријателите, на партиските познаници. Не правиме услуга на детето, правиме контрауслуга на државата. Има една реченица на еден универзитет, сите ја знаете, за да уништиш една нација не ти треба атомска бомба, треба да го намалиш критериумот на образованието, квалитетот на образованието и да попушташ оцени. Ние токму тоа го правиме, ние се само уништуваме полека несигурно. Тука се директорите на училиштата и они знаат дека овој деградирачки процес во образованието трае со децении. И не ми е тука целта да ги критикувам, тука ми е целта да укажам дека одбраната, дека они, директорите на основните училишта, се на браникот на одбраната на оваа нација. Од нив почнува се. Значи, тие треба да го зголемат критериумот на оценување и треба да ги подишат наставниците да не подлегнуваат на притисоци и пуштање на оцените. После тоа, ова треба да го следат средните школи и факултетите. И само така ќе може да излеземе од оваа тиња во која се наоѓаме. Тоа ќе трае со децени, меѓутоа треба да се почне. И сето ова, за да држи вода, треба да биде поддржано од државата и треба да важи во сите општини и треба да важи на цела територија на Република Македонија. Затоа што ако не е секаде исто, ќе се случи некои деца да бидат привилегирани во оценувањето и тоа ќе направи уште поголема штета на државата.